направете ми место, робот во акција. Млазен погон. Морам да одам. Во движење сум. Лука, оној уличниот магионичар што ми рече да го следам онлайн настапува денес малку подолу на нашата улица. Магионичар, Лука? Вау, дали настапува и на роденденски забави? Охо, тоа е, ти знаеш Ела, нема да зборуваш така кога ќе видиш што може да направи. Ајде Гиз. Верувај ми Ела, овој човек прави чуда. Добре дојдовте, верници, а и вие неверници. Сега ги знаете правилата. Смејте се, аплаудирајте, запрепастувајте се колку сакате. Само ве молам. Воу! Исклучете ги мобилните и сите други уреди. Многу добар трик. Сега, може ли некому да понуда место во првиот ред? Оу, не, очигледно задоцнив. Па, се плашам дека ова се сите чуда што ги имам за денес. Вау! Оу, чекајте, за малку ќе заборавев. Мојот телефон, како го... Браво! Што ти реков? Чуда. Sport za ceo svet, za site vremena. Počni odpočive. Super knjiga. Osana, preosana, super knjiga sporo. Osana, preosana, super knjiga sporo. Ајде бе, Лука. Се што Миракуло направи може да се објасни. Тоа се само трикови. Нема шанси, Ела. Имаме видено многу магични представи и никој не може да го лажира ова тој што го направи, барем не на отворено. Лука е во право, а јас треба да знам. Правењето ситни трикови ми е омилено хобби. Супер книгата. Морам да научам некој трик да ги спречам овие патувања. Сега ќе ве одведам да видите вистински чудотворец. Вау! Што се случува тука? Ајде, побрзајте. Моите сензори покажуваат дека сме во градот Капернаум во раните години на првиот век. Ајде, да провериме. Што се случува? Исус од Назарет? Слушам така доаѓа. Здраво, ние сме нови во градот. Зошто се толку сите возбудени? Исус од Назарет е во онаа куќа. Некои мислат дека е пророк, други велат дека е чудотворец. Чуда велат, а? Ова личи како да е во твојот сектор, Лука. Тој доаѓа. Направете пат. Ти, каде одиш со тој човек? Го водиме кај Исус кој може Пуштите да го човекот да направи чудо. помине. Мора да го видам ова. Ајде, наваму! Кој од нив е Исус? Ве молам, потргнете се да поминеме. Да поминеме, потргнете се настрана. Пуштите ги да поминат. Го видевте тоа?
плаши се, чедо мое. Ти се простуваат гревовите твои. Што треба да значи ова? Што е полесно да му се каже на овој човек? Ти се простуваат гревовите или да му кажам стани и оди? Но за да знаете дека Синот човечки има власт на земјата да ги простува гревовите, тебе ти велам стани, земи си ја постелата и оди си дома. Гледаш, Ела, луѓето може да прават чуда. Ајде. Јас сум конечно излечен, ме излечи Исус од Назарет. Тоа е неверојатно. Господе. Овој очигледно работи за Исус од Назарет. Тоа е чиста измама. Како ситен магионичар што си создава реноме. Не сум сигурен дека Токму така го направи тоа. И сите ви измами. Тој човек никогаш не бил парализиран. Не, тој од секогаш е таков. Каква врска има тоа со вас? Тоа е, како да кажам, лично. Сето ова само го докажува моето гледиште, Ела. Ако Исус може да прави чуда, тогаш може и миракуло. Не, има уште нешто овде. Миракуло е сценски магионичар. А Исус е што? Нешто, не знам јас, нешто повеќе. И велам ние да го следиме за да откриеме што е тоа нешто. Твоите моќи може да идат од небото, ама земјата е моја територија. Види, имаше право. Луѓето што го следат Исус се повеќе и повеќе. Сејачот излезе да сее свое семе и додека одеше до својата нива, едно семе падна покрај пат. Беше изгазено и птиците го исколваа, другото пак падна на камен. Штом никна, брзо се исуши, зашто немаше влага. Другото падна помеѓу трње, израс на трњето па го задуши семето. А другото падна на добра земја. Ова семе изникна и донесе 100-кратен плод. Кој има уши да слушне нека чуе и нека разбере. Јас слушам, но не можам да разберам. Учителу, децата сака да зборуваат со тебе. Дојдете, има место покрај огнот. Седнете со нас. Одличен оган. Донесе некој маршмелоус? А што се маршмелоус? Не е важно. Исус, сите работи што ги кажа денес, па не знам, може би требаше да направиш па уште едно чудо и такво како што ќе те поттикне луѓето да те следат. Чудата се само знаци, Лука. Еве, да ви дадам нешто да јадете. Мора да сте гладни. После ќе зборуваме. Што сака да каже Петар? Чудата се знак дека Исус има моќ над видливото и над невидливото. Што е тоа невидливото? Пловиме кон Кадаринскиот крај.
Сега ви зборува капетанот. Запомнете, останете на своите седишта целото време, држете ги рацете внатре во чамецот и во случај на потреба. Употребете ги вашите направи за плутање. Без глупости. Добро. Баш сте баксузни, се спрема невреме. Ама така функционира светот, нели? Никогаш не можеш да знаеш кога плимата ќе се сврти против тебе. Она невреме брзо ни се приближува. Губиме контрола на брод, на овие ранови. Најмногу се сака малку паника и хаос. Им покажува на луѓето колку е осуден на пропаст нивниот мал, скапоцен свет. Учителе, ќе потонеме. Зошто сте толку плашливи, маловерни? Ти заповедам! Мир, смири се. Вау. Дали Исус што току ја запре бурата? Неверојатно. Чудесно би бил поточен израз. Не верувам дека дури ни Миракуло би можел да изведе нешто толку моќно. Знаеш, Гис, и јас почнувам да го мислам истото. Петар, може да те прашам нешто? Тоа беше, не знам, навистина неверојатно. Не им веруваш на собствените очи? Не, го видов тоа што го видов. Не можам да го објаснам, ама го видов. Мислам дека на некој начин се уште имам проблем да сватам што Исус кажува. Знам како се чувствуваш. Јас сум само прост рибар и кога му станав следбеник на Исус... Лука, погледни ваму. Го гледаш ли јажето додека тоне во водата? Да, Личи како да се витка во тој правец. Нели е така? секако. Ама, всушност е на оваа страна. Јажето личеше како да е свиткано, ама не беше. Тоа е трик што го прават светлината и водата. Јас како рибар ја гледам ова измама секој ден и знам точно што е. Илузија. Значи, кога очите ни кажуваат едно нешто, вистината всушност може би да е нешто друго? Најтешкиот дел е да се научи да се препозна што е вистинско, а што не е. Она што Исус го прави, тоа што е? Тоа е многу вистинско.
затоа што неговите зборови и чуда доаѓаат од Господа. Момци, што е она онаму? Гробници, каде што ги закопуваат мртвите. Мислиш дека тоа се духови? Не постои такво нешто како духови, Гизмо. Па, тогаш кој ги произведува тие звуци? Учителу, ќе мора да ги заобиколиме овие свини. Тие се многу опасни и нечисти суштества. Не. Таму има нешто друго. Внимавај, сине Божји, зашто на ова место грешниците го слушаат мојот глас. Тргнувај! Што не е во ред со тој човек? Што сакаш од мене, Исусе? Сине на Себешниот Бог. Што сакаш? Те молам, те преколувам. Немој да ме измачуваш. Излези од човекот нечиста душо. Како ти е името? Името ми е Легион. Затоа што сме многу мира. Немој да не истраш од овој крај. Прати не во свините. Да влеземе во ние, сакаме да влеземе. Одете. Брзо, тргнете се од патот! Трчаат кон карпите! Стојте! Не! Дозволи ми да те следам, Господару. Не, оди дома кај своите. Па раскажи им што стори Господ за тебе и како ти се смилува. Исусе, далеку сме од готови јас и ти. Се уште не сме завршиле. Вау, ова беше неверојатно. Исус само што, сакам да кажам, сваќате ли што видовме? Исус има моќ над луѓето, над природата, дури и над нешта што се невидливи. Лука, оди и кажи им на другите што виде и што слушна. Јас секогаш ќе видам со тебе. Што ти рече Исус? Знаеш, мислам дека тоа е првото нешто што навистина го разбирам. Хеј! Тргнуваме за дома! И
си одиме! Ајде, мора да проверам нешто. Го гледаш јажето додека тоне во водата? Личи како да се витка во тој правец. Јажето личеше како да е свиткано, ама не беше. Тоа е трик што го прават светлината и водата. Што е тоа, Лука? Види го само ова. Како го направи тоа? Можеш да левитираш? Па тоа е чудо! Не е. Гизмо, ми треба детектор за метал со топлотни вибрации. Лука, ти стоиш на жица! Поправо беше Ела, тоа беше само трик. Добар трик, ама дефинитивно никакво чудо. Еј, што мислиш дека правиш? Не ме ги чепкај работите. Чекај малку, не бевте ли тука пред малку? Да, бевме. Па, се вративте да видите уште едно чудо? Види, без навреда, ама тоа што го правиш не се никакви чуда. Зошто си толку сигурен? Зашто имам видено вистински чуда. А, да? Па, кој ми е конкуренцијата? Кој е тој што е подобар од мене? Господ е вистинскиот чудотворец.